Добре, еве вака. Зборував во Битола и денеска ве давам продолжеток на одговорот. Ние мора да зборуваме со европски зборови ако сакаме во Европската унија и со зборовите на пријателство, со зборовите на внимателност према соседите, према остатокот од Европа и остатокот од светот. Факт е дека тогашната администрација во Бугарија донела одлука да се приклучи на фашизмот. Никако Македонија не била администрирана, била окупирана. И тоа го знаат, тоа е во нашата балканска, европска и светска историја. Тоа не го прави бугарскиот народ фашистички народ. Тогашните царот донел одлука да продолжи во пактот со кој што и претходно бил со Германија, Италија и да се приклучи на Третиот рајх и слично, но никој не ги прашал граѓаните на Бугарија на референдум дали сакат да одат со фашистите или сакал да бидат на страната на антифашистите. Драго ми е што 1944 година со Отечествениот фонд се приклучуваат на антифашистичката борба и секако се борат против бркањето на фашизмот и ослободувањето на Балканите заедно со нашата народно-ослободителна армија во народно-ослободителната војна која што ја водевме. Прилеп е градот на востанието, Прилеп е градот на непокорот, во Прилеп пукнала првата пушка, тука се јавуваат првите наши јунаци и ние тоа ќе го славиме заради тоа што тоа е нашето македонско историјско минато, на кое што сме горди. Преку него сме граделе генерации и градиме генерации, верувајќи во нашата историја и охрабрувајќи се да ги влечат европските чекори, секако кој што ќе значат и европеизација на нашата земја. Во тоа светло дилеми нема, не смееме фашизмот етнички да го обележиме или пак на цела нација да го наметнеме. И во тој дух секако тоа што го разговараме, како што е расчистување на долгото со краткото име на државата, а тоа е Република Северна Македонија со Северна Македонија, дека се едно исто, а тоа е политичкиот субјект на државата Република Северна Македонија, дека немаме територијални претензии, дека немаме намера, ниту по устав имаме право да се мешаме во внатрешни работи на Бугарија или на било која од соседните земји, вклучително и малцински права, заради тоа што тие се решаваат на меѓународно ниво. Истовремено обврска зимаме да го спречиме говорот на омразата, затоа што тоа не води никаде, да градиме пријателство и да зборуваме со пријателски зборови. Во тој дух и од договорот за пријателство, кој што го имаме подпишано 2017 година, треба да направиме чекори меѓу кои се и таблите кои што постојат во државата и стои бугарска фашистичка рака, бугарски фашистички куршум, бугарски фашистички окупатор, треба да остане фашистички окупатор, фашистичка рака, фашистички куршум, заради тоа што фрламе петно комплетно на целиот бугарски народ, што воопшто не е исправно. Тоа така е решено и помеѓу Германија и Полска, така е решено и помеѓу Германија и Франција, помеѓу нордиските земји насекаде, градејќи го духот на Европската унија и впрочем тоа се и темелите на создавањето на Европската унија. Остануваме европејци и да држиме европски лекции овде, почитувајќи си ја нашата историја, ја градиме сегашноста за да ја отвориме иднината. Благодарам. Значи, тие може за нивна домашна употреба да зборуваат за дијалект на бугарскиот или слично. Тие го признаваат нашиот македонски јазик и нашиот македонски народ, впрочем јавно во своите говори зборуваат за македонците, за македонскиот јазик и слично. Блаже Коневски е нашиот кодификатор на стандардниот наш македонски јазик. Тоа е нашата национална посебност. Кодифицирањето на македонскиот јазик е стандардизирано на ниво на стандарди на сите светски меѓународно признати јазици. Денеска нашиот македонски јазик е признат, тој е впишан во картата на Обединетите нации и никој повеќе не го спори, ниту има право да го спори. Тоа е наша определба. При таа наша определба 1945 Блаже Коневски ја прави кодификацијата за истиот јазик за кој што 1903 Крсте Петков Мисирков зборува или го зборувале нашите македонци низ вековите наназад. Како што го почитуваме бугарскиот јазик, српскиот јазик, албанскиот јазик, грчкиот јазик и сите јазици, така очекуваме нашиот јазик да биде почитуван и не само од соседите, пред се од Европската унија. И затоа очекуваме преговарачка рамка во која што ќе пишува: Акито ќе биде преведено на македонски јазик. Точка. И никако поинако.
затоа што тоа е европска вредност. Како што ние овде ги штитиме сите европски идентитети, сите европски јазици, ги негуваме, ги употребуваме, ги користиме, ги учиме по нашите школи, така очекуваме Европската унија, вклучително и Бугарија, да го штити и негува нашиот македонски идентитет и нашиот македонски јазик. Тоа е наше право, наша гордост и само така, со лик, со нашето постојање, со нашата гордост, можеме да придонесеме во јакнењето на европскиот идентитет. Кога станува збор за македонскиот јазик, дали како влада планирате тие што беа наменето електоратите што работеа во европските земји што за жал дел се затворени, дали планирате во тој поглед да се зајакни употребата на македонскиот јазик во европските земји? Веќе имаме, ако не се лажам, во 3 или во 4 нови отворено и лекторати, а посебно ги зајакнуваме таму каде што ги отвараме македонските културни центри. Овие денови заминува нашиот музичар Златко Реѓански да биде наш представник во Македонскиот културен центар во Тирана во Албанија. Имаме процедура која што се отвара за Македонски културен центар во Белград во Србија. Постои во Бугарија, постои во Турција, постојат и во многу други земји. Секаде каде што можеме ќе го јакнеме нашиот идентитет. Впрочем, зборам овде во Прилеп, навистина во Херој градот. И оваа дебата за нашиот македонски јазик и македонскиот народ на крајот на денот е афирмација на македонскиот јазик и македонскиот народ. Заради тоа што дефинитивно, зборувајќи за македонскиот јазик, се научија и оние народи и граѓани и држави кои што не беа слушнали за македонскиот јазик и македонскиот народ. Ова го кажувам од позитивистички побуди, не за било какви провокации према соседите или слично, затоа што тоа е наша гордост. Како што се гордеат нашите соседи со својата национална посебност, со својот јазик, национален идентитет, така се гордееме и ние. Видовме дека придобивките се огромни, створени низ Преспанскиот договор. Ни сето тоа што го правиме. Насекаде имаме прилика да се обратиме на нашиот македонски јазик. Јас сум премиер кој што во Европскиот парламент се обрати на македонскиот јазик, каде што беше поздравено од сите, вклучително и од пратениците од Бугарија, со аплауз нашето обраќање на нашиот мајчин македонски јазик, обраќајќи се за европските вредности и европските верувања и иднина на Македонија. Јас сум убеден дека во тој дух ќе продолжиме сите единствено да се бориме на нашиот европски пат. Не е било лесно на татковината никогаш, не е лесно и денеска. Секако, денеска бевме и во посета на Небрегово, во родната куќа на Блаже Коневски. Токму денеска се 99 години од раѓањето на Блаже Коневски. За да најавиме во предвечерието на 100 годишнината од 2021 година, кога годината ја посветуваме на Блаже Коневски, каде што согласно УНЕСКО ја става 2021 година за година на Блаже Коневски. Овде и Институтот за македонски јазик, Министерството за култура, Институтот за македонската историја, сите други институции, многу општини ќе се вклучат да достоинствено одбележиме 100 годишнината од раѓањето на Блаже Коневски, кодификаторот на нашиот стандарден македонски јазик. Повелете? Јас слушнав, денеска сум овде во Прилепско-Пелагонискиот регион, слушнав дека опозицијата обвинува дека 1 милион евра е прескапо за овој булевар. За овој булевар. Морам само да кажам вака, еве. Овој булевар е 800 пати поевтин од Скопје 2014. Е 60 пати поевтин од имотот на ВМРО ДПМН, кој што е над 60 милиони евра. Е поевтин од тој лавот во Скопје, што е 1.400.000 евра, или 1.800.000 евра тие златните огради. Тоа се пари на прилепчани. Овој булевар со својата подземна инфраструктура, со овие по 2 дупли коловозни ленти, со зелениот појас натре, со оваа велосипедска патека, со оваа писта на шеталиште овде, во срцето на Прилеп, за 1 милион евра, на компетативни основи, распишени 36 милиони денари за гранитот, за 22 милиони денари е набавено од Крин. Истиот Крин кој што го даде гранитот на Струмичкиот плоштад. Ова е вековиште. Ова останува на сите други. Лавот не може да го користиме. Лавот е 1.400.000 во Скопје и за жал само такви споредби може да направиме. Сакам во тоа име да најавам. Во моментот се трансферираат 4,5 милиони денари на сметка наменска посебна
на Прилеп за изработка на главниот проект за театарот кој што следната година ќе почне да се гради во Прилеп. 6 милиони денари за 1. мај кеот се трансферираат на посебна сметка, веројатно во вторник ќе бидат легнати. 54 милиони денари за два проекти. Едниот 47 милиони денари влезен во програмата од ТАФ за реконструкција на водоводниот цевковод, за доводот од Пашалиската ливада до главната шахта овде во Прилеп. 6,5 милиони денари за водоснабдување на манастирот Трескавец. Тоа се веќе влезени проекти. Почнува во март месец по Јелов Фидик изградба на автопатско решение Прилеп-Битола. Прилепчени до Битола, ама автопат е автопат. Така да влегува овој автопат кој што вреди некаде без малку 100 милиони евра како автопатско решение. Следната година почнува секундарната гасификација на Прилеп, заради тоа што помина првата фаза, имаме понуда од две джиновски компании за гасификација на цела Република Северна Македонија. Прилеп е од првите 10 градови кои што следната пролет веруваме дека ќе почне да се гасифицира, заради тоа што цевката е веќе помината овде. Интензивно се работи на патот Велес, Неготино, Кавадарци, Прилеп, Фариш, Дреново, Прилеп и така натаму. Верувам дека е вредно да се инвестира во такви инфраструктурни добра. Тука да одат парите на граѓаните. Заради тоа што останува вредна инфраструктура, трајна придобивка, се решаваат огромни проблеми на граѓаните, работа домашните компании, дават плата од таквите проекти и таквите проекти имат инвестицијска можност која што ги враќа парите назад во буџетот. Јас верувам дека сите заедно здружени ќе продолжиме да се го градиме и нашиот Прилеп и цела Република Северна Македонија. Повелете други прашања?